секоја година на овој ден се одбележува Светскиот ден на дивиот свет, кој именно има за цел да ја подигне свеста за заштитата, значењето за заштитата на дивата флора и фауна. Именно овој ден е прогласен и воспоставен од страна на Обединетите нации во 2013 година. Многу повеќе на оваа тема воедно и за денешниот ден слушаме од мојот денешен гостин Александар Павлов од Македонското еколошко друштво. Да му посакаме добро утро. Здраво на сите. Мило ми е што имаме можност во нашата утринска емисија да говориме за овој ден, кој што имено наведом не изгледа дека е толку важен, но сепак постои нешто кое што е од огромно значење како за нас луѓето, така и за природата, за животните. Што е тоа кое што е важно и ни произлегува од самиот овој ден? Па, вие како што напоменавте во најавата, овој ден е битен затоа што треба некако да ја крене свесноста на луѓето за биолошката разновидност на овој свет. Постојат многу илјадници видови на растенија и животни. И она што исто така важно кај овој ден е своевидна тревога за тоа каква е загрозеноста на овие видови и нели потребата поактивно да се вклучиме во нивната заштита. Денов, за разлика од некои други денови кои што можеби се фокусираат на конкретен вид или конкретно живеалиште, например, се фокусира општо на дивиот свет и тоа значи тука се истакнува и важноста на оние не толку можеби експонирани, но исто толку важни видови на растенија и животни. Кои се оние секојдневни навики на луѓето кои што би помогнале да се заштити дивиот свет, но кои се оние навики кои што можеби штетат? Тоа се многу сложено прашање, затоа што ние честопати за да појасниме како човекот влијае врз дивиот свет, често се служиме со некои екстремни примери, ама она што е битно е дека секогаш треба да сме свесни за нашите постапки на дневна основа. Она што ние го правиме секој дневно може да има кумулативен ефект врз опстанокот на дивиот свет. И еве ако тоа го поврзаме со овогодинешната тема, например, годинава во фокус ставени се ароматичните и лековитите растенија за Светскиот ден на дивиот свет. И во таа смисла, например, ако се запрашаме од каде ни е природниот чај што го купуваме можеби од некој од пазарџија или некакви си билки што во домашната кујна ги користиме или можеби билките што се користат во козметиката која што користиме. Тоа се мали некои работи на кои што не им обрнуваме внимание, но ако тоа не се прави на едно одржливо ниво, може и како да има огромно влијание врз опстанокот на ваквите видови. Кои се оние значајни проекти кои што биле реализирани од страна на Македонското еколошко друштво имале позитивен ефект врз дивиот свет во Македонија? Па добро, јас огледам на тоа дека сум дел од тимот на РИСот во Македонското еколошко друштво, честопати сакам да си се пофалам, да си го истакнам мојот матичен, да речам, проект. Се работи за програмата за закрпнување на Балканскиот рис, која е една од најдолготрајните проекти воопшто на Балканот, па можеби и пошироко. Годинава славиме 20 години активно постоење работа на терен, па и во институциите, во канцелариите. Она на што се гордееме е дека мислиме дека можеби не е целосно наша заслуга, но и тоа како придонесовме рисот да стане повидлив за општата јавност. Го доближивме едноставно до луѓето, срушивме известни митови за тоа што е рисот, каква е неговата нарав и мислам дека се повеќе луѓето се поистоветуваат со рисот како некое свое животно, како некој наш национален символ, кој што добива се поголема фокус во нашата работа, но и станува се похаризматично животно, кое така е уште полесно да се заштити. Еве веќе кога сме на оваа тема, вие сте дел од тимот на РИСот, најубаво ќе знаете да ни кажете. Неодамна имаше угинат рис на патот Охрид-Ресен. Како вие го коментирате овој случај? Како да се заштити балканскиот рис кој што се смета за загрозен во Македонија? Да, навистина голема трагедија беше тоа. Минатиот вторник добивме дојава од нашите соработници од Сдруженијето на ловци во Ресен,
Голема благодарност нели за нивната ангажираност да ни кажат за овој случај, но во секој случај голема трагедија затоа што се работи за критично загрозено животно кое брои помалку од 50 возрастни единки во природата, нешто помалку во Македонија со оглед на тоа дека дел се и во Косово и во Албанија. И трагедијата да биде уште поголема се работи за возрастна женка која е полово зрела и која можеби да имаше поинаква судбина, ке имаше и потомство. И тоа значи губењето на една единка од ова животно, значи практично десеткување на целата популација. Што може да направиме? Многу работи тука се во игра. За жал, низа закани играат му играат улога нели во опстанокот на рисот, но во случајов сметаме дека по-практично треба да се пристапи и веќе промислено кога се прави нова инфраструктура треба веќе да се размислува и за така наречените зелени премени или зелени мостови кои што се долгогодишна пракса во Европа. За жал кај нас тоа значи поголем финансиски товар за инвеститорот, поголема можеби логистика, но ако навреме се испланираат уште во фазата на проектирање, мислам дека не само што ќе се зачуваат животите на дивите животни, ќе спасат можеби човечки живот, затоа што секаков судар нели на пат и сообраќајна незгода е ризик и по самиот човек. Дали ако овие мерки, предлози кои што ги напоменавте не се реализираат во брз рок, постои голема веројатност дека овој вид ќе изумре? Па како што кажав, многу закани се играат улога за опстанокот на рисот. Не можам да кажам дека ова исклучиво ќе го истреби рисот, но секако дека има голема улога, особено ако земе предвид дека и пред неколку години, 2018 или 2019 ми се чини беше, имавме уште еден случај каде што рис беше прегазен на патот кон Охрид, тамо во местноста на Пресека. Така што и како е важно да се делува од секој можен аспект, бидејќи, како што кажав, секој единка е важна кога имате толку малку единки. Пред самиот крај би сакала кратко да ја најавиме изложбата која што ќе биде организирана од еколошкото друштво, исто така на тема Балкански рис. Да, еве да завршиме на посветла тема. Инаку задоволство ми е дека ова патувачка изложба конечно доаѓа во Скопје, во мојот роден град, и ги поканувам сите гледачи да дојдат да ја посетат изложбата во четврток на 5 март во лабораториум од 19 часот, и мислам дека тоа ќе биде убава можност да се запознаат одблизу со нас рисаџиите, да не прашаат прашања во врска со рисот, со нашата работа. Секако може да зборуваме и на други теми поврзани со заштитата на видовите и на природата, и ќе има интересни некои содржини кои што убаво ќе отсликаат приказната за рисот, нели не целосно, бидејќи не може тоа туку така да се објасни, но ќе добијат многу убава представа за тоа што работиме ние и што е рисот всушност. Благодарам многу за одвоеното време, поверувам дека и ние како екипа ќе дојдеме и ќе им прикажеме на гледачите за каква изложба станува збор. Се надевам, добре дојдени сте секако и ви благодарам за интересот.